Здраво Македонија, ве поздравувам и посакувам убаво утро и еве денеска ве носиме во офталмолошка ординација за да дознаеме малку повеќе околу страбизмот. Страбизмот е состојба при која очите меѓусебно не се правилно насочени и немаат синхронизирано движење. Но многу повеќе на оваа тема ќе позборуваме со доктор Дуле и доктор Силвана. Доктор Дуле, ајде да почнеме најнапред со вас да ни ги објасните кога може да се јавува страбизмот и од која најранна возраст тоа се случува? Добро утро. Да, како што најавивте и вие, нели, се работи за една состојба каде што очите не се во иста насока. Најчесто едното око, некогаш и двете очи знаат да бидат во различен правец насочени, лево, десно, нагоре, надоле. Така и ги категоризираме понатака, нели, страбизмите. Се јавува најчесто во најраната возраст, може да се забележи. Причините може да бидат различни, како што се, например, мускулна слабост, понатака можеме да очекуваме каде што имаме некои невролошки заболувања и така натака. Исто така знае да се јави и кај повозрастната популација, но причините се други, веќе некои други заболувања, каде што доаѓа повреди, исто така каде што доаѓа до искривување на видот на едното или на двете очи. Да. Ви благодарам, доктор Дуле. Доктор Силвана, вие што се вели сте навистина специјалист за страбизам, па кои се, да речеме, оние симптоми, како да се прави таа диагностика и она кое што е најважно третманот по тоа? Тоа што е најклучно во процесот на лечение на страбизмот е добрата диагностика и навремената диагностика. Не се секогаш манифестни, да може да бидат воочливи и увидливи кај децата од најрана возраст, затоа неопходен е ран скрининг и ран третман мимо прегледот, нели што ќе се направи детално, да се утврди како резултат на што настанува страбизмот, дали има органски промени или е само резултат со околумоторниот систем, тоа е со 6 екстерни мускули кои што не ги држат, нели, булбусите. Претежно во најрана возраст е со интермитентна фаза или скриена фаза и затоа треба, нели, детето барем на 3 годишна возраст да биде донесено на преглед доколку има суспект. Ако нормално детенцето е прематурно или има некои други патологии, тогаш прегледот се врши веднаш и постпартално по раѓањето и се вршат интервенции кои што треба, нели, неопходно тогаш да се интервенираат. Меѓутоа, страбизмот како таков не треба да се третира веднаш со хируршка интервенција, тоа е нешто што најбитно треба да се утврди дали има потреба од ОП-то или не. Обично се чека и тоа добар временски период на конзервативно лечење за да ние успееме колку можеме на таков начин да го истретираме. Затоа, нели, се врши деталниот преглед, се утврдува други параметри на окцето кај детето и се дава соодветна терапија. Примарно со, нели, наочари доколку има потреба од корекција, а у секој случај обично има потреба од корекција за да се реши рефракционата грешка, затоа што у принцип окото кое што се криви не гледа. Во суштина одат паралелно и двете, секогаш едното е тоа што е поманифестно, што повеќе се криви и тоа има опасност, нели, да го изгуби видот. Видната острина да опаѓа со тек на време ако не се третира, нели, временски. Тука не ги третираме само страбизмите, туку го третираме и процесот на лечење на мрзливоста на окото, затоа што тоа око кое што ни се криви повеќе во принцип нема да гледа добро и мораме да го третираме, значи настанува амблиопијата, која што исто така со ортоптичко-плеоптички вежби се третира, кабинетски. Ние кај нас у Визија имаме кабинет кој што постоел многу и пред нас, 20 години третман на деца со страбизми, многу решени случаи, така да во врска со хируршкиот дел, значи ќе дојдеме до таа инстанца дека треба да се третира ако тоа ни прилега по поглед на лечењето. Меѓутоа, претежно се третира по конзервативен начин, со методи кои што се најмалку инвазивни за детето, меѓутоа треба општа соработка и со детето и со самиот родител. Фактички формираме еден вид на тим за да соработува, затоа што е многу макотрпно, трае временски,
целиот процес е малку пролонгиран, тука се губи волја, ентузијазам, меѓутоа затоа сме тука да мотивираме, да објасниме, да кажеме докаде што како и докаде е нашата граница фактички, од каде веќе треба и по хируршки пат да се третира доколку има потреба. Да, доктор Дурлете, колку се успешни овие третмани и колку е важно навремено да се дојде во ординација и да се консултираат стручните лица? Како што кажа и колешката, најважна ни е точната и навремена диагностика. Значи, да нас се направи навремен преглед, да се установи кои се причините за настанување на страбизмот и да се пристапи со соодветен третман за понатамошно лекување. Успешноста е голема доколку имаме навремена и точна диагностика и соодветен третман. Така. Постои ли превенција за страбизмот? Нешто што би можеле да го знаат родителите, луѓето? Значи, обично страбизмот не оди со фамилиарна анамнеза. Присутен е и генерално настанува кај децата, значи тој најзачестен тип на изотропичниот или конвергентен страбизам, кога очињата бегаат навнатре, е резултат на рефракционите грешки. Заради акомодативната моќ на окото, кај децата, која што е многу манифестна и малку поголема диоптрија, која што не е патолошка, не е физиолошка, се јавува. Не може на никој начин тоа да го превенираме. Едноставно е процес од тело кој што се случува. Меѓутоа, тие другите интермитентните фази генерално се сега и резултат на малку поголема изложеност пред екрани и такви работи. Не ќе да звучам многу сурово, меѓутоа треба лимитирање во процес на гледање, затоа што самиот околомоторен систем ослабнува кога детето е тоа што гледа долго време со други проткаени моменти со екранизација едно друго. И тогаш пак треба да се прават вежбички за очињата, за мускулчињата да се зајакнат, за да не им прават проблем во процеси на учење и со главоболки и друг тип на манифестации. Да. Така, ви благодарам многу за овие информации. Верувам дека ви беа навистина од корист, но како што секој пат и те посочуваме и апелираме за сите оние промени, особено кога станува збор за очите, тие ни се најсензитивниот дел од телото, било што да забележите, не само кога станува збор за страбизам, потребно е да се јавите кај лекарите, кај офталмолозите и тие да воочат и да посочат што понатаму треба да се прави. Останете понатаму на Канал 5, продолжуваме со Здраво Македонија.